Владата подготвува пакет од половина милиарда евра, што на два пати ќе ги инфузира во буџетите на општините. До септември локалните власти треба да подготват проекти што ќе бидат основа за аплицирање на оваа буџетска помош од Централната каса. За оваа намена ќе бидат издвоени првите 250 милиони евра. Соговорник во ово издание на Трилинг, Орце Ѓоргиевски, председател на ЗЕЛС, а воедно и градоначалник на општина Кисела Вода. Господин Ѓоргиевски, зошто и по 3 децени општините не може да бидат самоодржливи? Па има повеќе аспекти кои што влијаат на самоодржливоста на општините. Најпрво е фискалната децентрализација и проблемите поврзани со истата. Вториот момент е за кој што сериозно дискутираме цел изминат период, а верувам дека тоа го правеле и претходници мои председатели на ЗЕЛС. Тоа е тоа што ние превземаме надлежности, но не добиваме финансирање за истите, како што е во случајот со надлежности поврзани со труд и социјална политика, со образование, по општините состојбата поврзана со пожарникарите и противпожарните станици и така натаму и така натаму. По друга страна, ако направиме паралела, персоналниот данок на доход кој што доспева до општините е 6% во моментов, а ако направиме паралела не мора пошироко во Европа со поразвиените европски земји и општини, туку да видиме во регионот, ќе видиме дека далеку поголем е процентот на данокот кој што го прибираат општините. Има и останати фактори кои што влијаат за истото, а тоа е данокот на имот и собирањето на средствата, репроценката на истиот. Има одредени општини кои што за жал не ја вршат и самите работата онака како што треба, но генерално проблемите се поврзани со централната власт и фузијата помеѓу локалната и централната. Јас често пати тоа и додека минатата влада беше од политичка партија различна од мојата го говорев, ние не мора да се сакаме, но мораме да функционираме заедно. За жал имавме затворена врата од страна на минатата влада. Баш тука во овие простори каде што денеска го имаме интервјуто, пред извесен период имавме генерално собрание каде што го видовме и различниот начин од функционирањето во минатото, односно на истото беше присутен и председателот на владата господинот Христијан Мицкоски, што од старт најавува дека општините ќе добијат поддршка од страна на централната власт, логистичка пред се, а подоцна и финансиска секако. Сега веќе нема да имате алиби, бидејќи и централната и локалната власт, односно грото од општините се од редовите на ВМРО ДПМН, што значи дека сега предпоставам дека полесно ќе ви оди соработката со централната власт. Да, нема јас да се верувам дека соочувате со обструкции. Видете, јас по природа не сум човек што се жали и многу од моите колеги се сличен карактер како мојот. Ние ги нотиравме забелешките до минатата влада во минатото, но тоа мене не ме спречи конкретно во мојата општина да имам над 90% реализација на програмата, а таков е случајот со многу други општини. Ние покажавме, мораме да признаеме, сериозен прогрес како општини изминатиот период визави периодот кога друга политичка партија ги водеше општините, и тоа е евидентно и сметам дека и тоа сериозно влијаеше и во резултатот за парламентарните избори. Така да состојбата и односите моментално со владата и желбата на премиерот Христијан Мицкоски заедно со новата структура на министри во владата на Република Македонија, она што го гледаме од почеток е желбата да се помогне на општините, да се подаде рака и мораме така заеднички да функционираме. Јас често пати тоа го говорам. Владата не му помага на Орце, дали оваа влада, дали минатата влада или која влада и да е во прашање, не му помага на Орце, не помага на било кој градоначалник низ државата, туку помага директно на граѓаните. На крајот на денот и државниот, и општинскиот, и сите буџети во јавните институции ги полнат граѓаните. Како општините да бидат урбани, еколошки, здрави, чисти, социјално безбедни, луѓето да не се оцелуваат? Треба темелен пристап кон работите. Не може во едно населено место, и тоа е проблем, да првенствено се асфалтира, па подоцна се работи подземна инфраструктура. Значи, прво треба систематски да се решаваат проблемите. Не може владата или Министерството за труд и социјална политика да гради градинка
или училиште, Министерството за образование, во места и општини по личен избор на министерот, затоа што бил во добри односи со градоначалникот или затоа што тој така сметал дека треба да биде, туку треба систематски да се настапува онаму каде што има потреба за истото. Ако во Кисела Вода, Орце сега во моментов и администрацијата цела што работи, целиот тим околу мене, ја доведовме состојбата конкретно со градинките да од над 450 дечиња во моментов е сведена на 60 дечиња кои што чекаат на листите, но во моментов исто така градиме 2 нови градинки. Значи нема потреба во наредни 10 години Министерството за труд и социјална политика да инвестира кај мене, туку треба средствата да ги алоцира во другите скопски општини каде што реално имаме проблем и потреба од истото. Пример ќе го земам аеродром каде што има над 700-800 дечиња кои што чекаат. Таму треба многу брзо да се интервенира во тој поглед. Така што многу е важен систематскиот пристап, многу се важни превземањето на примерите на добрите европски практики и развиените градови во Европа. Јас имав искуство и искрено пријатно се изненадив, бев во Сараево пред извесен период, каде што верувате дека во однос на јавниот транспорт, кој што во Скопје е во катастрофално лоша состојба, ние можеме да земеме сериозно добри примери од Сараево. Да не говорам за Загреб и за другите развиени градови. На крајот на денот се е измислено. Треба ние добрите практики да ги превземеме кај нас, но пред се за секој потек кој што треба локалната самоуправа да го повлече, треба систематско решение да биде, да не биде избрзан потек и да не биде популизам во прашање. Постои ли опасност од фаворизација на општините, каде што има градоначалници од друга политичка провиниенција? Не. Зошто? Затоа што прво пристапот на премиерот Мицкоски не е таков. Ако нешто не е христијан, тоа не е одмаздолюбив или не е човек кој што сака на некого штета да му направи, бидејќи лично го познам, можам да говорам слободно во тој дел. На Генералното собрание на ЗЕЛС, председателот Мицкоски, односно премиерот Мицкоски, тоа го кажа, но и често пати го говори на медиумите дека секоја општина си има одреден процент на средства кои што исследуваат према бројот на жители. Тоа е по математичка формула пресметано. И едноставно, каде може да се појави проблемот? Ако мојата општина и службите во мојата општина не изготвиле доволна документација, ако хипотетички према бројот на жители мене ми следуваат 8 милиони евра, јас сум спремил проекти до 6 милиони евра, тогаш не е кривица до владата. Тогаш е кривица до локалната самоуправа. Но дека ќе има фаворизирање на некого, визави обструкции према друг, таква работа јас сум сигурен и категорично тврдам дека нема да се случи. Напротив, и Христијан е премиер, и оваа влада е влада на сите граѓани во Република Македонија, без разлика дали се од Маврово Ростуше, дали се од Струга, дали се од Кичево, дали се од Кисела Вода, од Скопје, дали се од Струмица или од каде и да се. И верувам дека до крај доследна ќе остане владата, да секаде си има рамномерен развој. Многу е важно нашата држава, она што вие пред малку го поставивте како прашање, одселувањето на младите, нас ни е потребно да се врати довербата во институциите, првенствено, а подоцна да има нашата држава рамномерен развој, за да се спречи и внатрешното раселување, но и раселувањето надвор од државата. Владата финансиски ќе ги стимулира општините, дали оваа финансиска инекција ќе биде за веќе отпочнати проекти или за сосема нови проекти, до кога би требало тие да завршат? И што доколку средствата кои ќе бидат добиени од страна на централната власт не бидат искористени или проектите не бидат завршени согласно роковникот? Треба да има пред се реперкусии за секој кој што несовесно постапува, односно не ја искористува во случајов шансата која што ја дава владата пред се да се реализираат проекти за граѓаните. Проектите генерално ќе бидат насочени во решавање на горливи проблеми, како што ги споменав, градинки, училишта и подземна инфраструктура, проблеми кои што го мачат населението години наназад. Јас направив обиколка во речиси сите скопски општини, но сум во постојана комуникација со останатите градоначалници низ Македонија
И една од темите и главните точки на Генералното собрание на ЗАЛС ни беше токму и тоа да во прва фаза ние бидеме спремни со проектна документација. Значи треба сериозен пристап од страна на општините. И пристапот, повторно ќе споменам, не треба да се базира на популизам и тоа што на градоначалникот ќе му донесе краткорочна слава, туку треба да биде проектот темелен на потребата на граѓанинот која што долги години немало можност таа општина да ја реализира. Од она што го имам како информација од моите колеги, сите се генерално подготвени со документација. Верувам дека ќе стигнат септември некаде ќе биде повикот. Сите да аплицираат. Секоја општина си има според бројот на жители одредена сума која што исследува. Према тоа ќе се распределат и средствата и нормално ќе има покриеност на проектите и барањата од страна на локалните самоуправи низ Македонија. Сега индивидуалното ангажирање од градоначалникот, неговиот тим и се останато поврзано со неговото функционирање ќе биде клучната работа за реализација на овие проекти. И искрен да бидам, јас дури разговарав со премиерот, разговарав и со одредени пратенички групи во собранието. Мислам дека треба да се најде начин законски, нормално, да одговорност може да понесува и градоначалникот. Зашто? Затоа што во оваа состојба во која што се наоѓаме сега, согласно законот, градоначалник може да биде сменет ако, не дај Боже, причина е смрт или ако самиот одлучи за тоа или има кривично дело, казна затвор повеќе од 6 месеци. Мислам дека е добар моделот во одредени правни практики низ Европа, каде што градоначалникот може да биде отповикан со набарање на граѓаните со двотретинско мнозинство на Советот. Тогаш оние градоначалници кои што добиле поддршка и доверба од граѓаните нема да можат да го поминат мандатот 4 години спиејќи во фотелјата и да ги изневерат очекувањата на граѓаните. Ова алудирате на градоначалничката на Скопје Данила Арсовска, за која предпоставам дека вие како ВМРО ДПМН се изгоревте со тоа што застанавте за незината поддршка. Видете, тоа сме го дискутирале многу пати. Јас не само на Данела Арсовска, алудирам и на неколкумина други градоначалници низ државата кои што за жал ги изневериле очекувањата на граѓаните и поддршката. Знаете, вас да ве поддржи конкретно во Кисела вода, јас сум победил со двојно водство визави контракандидатот. Тоа е многу сериозна бројка која што ви дала поддршка, но пред се вие сте градоначалник на сите граѓани. Да 4 години ги поминете вие во хибернација покрај таква поддршка и покрај такви потреби на граѓаните, треба да се сносите одговорност многу порано од завршувањето на вашиот мандат. Поради ваквите законски решенија, ние сега моментално во Скопје имаме генерален хаос. И тука мора да се сложиме сите, тоа го говорат и анкетите, тоа го говорат и граѓаните секојдневно по улиците. Ние имаме блокиран јавен транспорт, односно никаков јавен транспорт. Имаме проблем, Скопје не било понечисто никогаш во историјата. Сраме во Скопје да прошетате човек во моментов. Комунална хигиена целосно е девастирана, не личи на предпријатие. Водовод и канализација конкретно на мојот регион, Кисела вода, Студеничани и Батинци во моментов има повеќе од 80 дефекти кои што ги работат двајца оперативци. Значи имаме целосна какафонија. Дали овој хаос во градското или во македонската метропола може да се одрази врз престојните локални избори во однос на изборниот резултат? Па може да се одрази на контото на Данела Арсовска и видовме дека се одрази. Мене, мојата политичка партија, јас сум ВМРО-вец, потекнувам од ВМРО ДПМН, целиот свој живот го помина во ВМРО ДПМН, од 14 мои години, сега имам 36, и мојата политичка партија ми дала мене поддршка. И јас гледам и давам максимум од себе, како што даваат и моите колеги поддржани од ВМРО ДПМН, да сработам се и образот на партијата да го обелам, што е многу тешко да се сработи, да се изработи, но и да не ги изневерам очекувањата на моите сограѓани. Господјата Арсовска беше поддржана од нашата политичка партија, за жал, и се покажа дека можеби сме направиле погрешен чекор, не можеби, туку сме направиле погрешен чекор, но во тие временски услови, кога и програмата за модерно Скопје се работеше,
Мислевме дека тоа е реалното решение кое што ете ќе може да го порази Петре Шилегов, кој што не треба да заборавиме дека беше исто така еден од најлошите градоначалници што Скопје ги имало. Градоначалник без визија и градоначалник кој што позади себе, еве денеска да разговараме, кој проект го остави Петре Шилегов позади себе. А може, например, да го споменеме Коце Трајановски и да наброиме 20 на проекти кои што најмалку ги оставил позади себе. Така да Го споменавте, господинот Коце Трајановски, зборувате за градоначалникот Трајановски, во чиј мандат беше проектот Скопје 2014 за кој се отворија голем број на сомнежи за криминал и корупција, се водеа и судски процеси. Добро, господин Чомовски, јас не навлегувам во детали, затоа што немам доволно информации. Генерално јас можам да говорам за се што е поврзано со моето работење или пак за други состојби за кои што имам доволно информации. Социјалдемократскиот сојуз спроведуваше класичен политички прогон долг временски период. Во однос на Скопје 2014 проектот, која судска разрешница ние ја имаме? Со апсолутна власт на Социјалдемократскиот сојуз 7 години. Никаков. Така? Господин Георгиевски, дали ќе бидете идниот кандидат за градоначалник на Скопје? Тоа зависи од мојата политичка партија. Јас сум фокусиран силно сега во моментот. Имате ли вие лично амбиции да бидете татко на Скопје? Видете, ако немате амбиција во животот, тогаш според мене не треба да се занимавате со политиката. Нашата политичка партија има тела, нормално тука извршен комитет, централен комитет, секако ќе се прават анкети, председателот на партијата Христијан Мицкоски, ќе треба да разговараме на оваа тема, имаме време за истото, но сметам дека, јас често пати тоа го говорам, дека би бил добар градоначалник на Скопје, би дал се од себе, би се вложил и би ги променил драстично работите за разлика од ова што е Скопје во моментов. Вие сте еден од ретките градоначалници кој поништија веќе изгласан дуб за расадник, со што е намален бројот на висококатниците и изградената катност. Па не само тоа, и во Црниче, прво во Црниче и во Пржино ги ограничивме градбите на 4 стамбени единици. Но дали го делите впечатокот кај делот или кај најголемиот дел од граѓаните на Скопје дека градот е постојано се гради, дека бетонизацијата, а нема зеленило. Бетонизацијата доминира. Се слагам. Знаете како? Прво, фокусот треба да се стави сериозно на финансирањето на општините. Ако општините се финансиски независни, нема единствен приход и полнење на буџетот да им биде одобрение за градба. Се додека ние финансиски не зајакнеме по други основи, како што го спомнав, персоналниот данок на доход и останати ставки од каде што треба буџетот да се полни на општината, за жал, општините ќе бидат принудувани да издаваат одобренија за градба. Јас во Расадник, убаво споменавте, спречив 99 згради изградба на истите. Ако не бев јас градоначалник, досега половина ќе бе изградена. И сум среќен за тоа. Затоа што јас живеам и моето дете живее, но и на многу мои пријатели, познаници, комшии и соседи живеат дечињата таму. Тоа ќе беше масакар. Бетонски масакар во Расадник, ако не го спречевме. Исто така, сум многу среќен, а и се среќни и граѓаните во Црничи и во Пржино, што не дозволивме продолжување на пракса да на А1 одобрение за градба се градат по 20, 25 и 32 стамбени единици, како што беше пракса во минатото. Исто така се многу среќни граѓаните, што на местото кај старата печатница во Црниче, над Света Петка црквата, поништивме постапка за 12 маркици или 14, не знам точно колку беа, мислам дека 12 беа, згради да се градат таму. Според податоците до кои дојдов во време на ВМРО ДПМН, во Пржино, подножјето на Водно, во зелените оази се направени вистински тврдини без елементарна инфраструктура, со згради чии градби се над тротоарите, под маска на А1 градба, стамбена катност од најмногу 2 спрата. Беше дозволена на габаритна градба. Па видете се, во време на ВМРО говорите периодот од не знам, пред 2017 година, вистинскиот масакар во Пржино и во Црниче го направи мојот претходник, Филип Темелковски. И тоа е
не е нешто тајно што не може да го согледаме, можеме да прошетаме врз основа на информација од општината која година какво одобрение за градба се издало, со колку стамбени единици, може да го прошетаме и да ја утврдиме состојбата. Јас секогаш сум искрен и никогаш се трудам да не излажам, особено пред моите сограѓани. И често пати го говорев и во кампањата за локалните избори кога јас бев кандидат, моментот дека сме имале ние грешки во минатото и тие грешки сме ги платиле со тоа што во Кисела Вода дошол градоначалник од друга политичка партија. Тој имал 10-кратно покатастрофални грешки. Да не забораваме, најголемата грешка ќе беше расадник, но и целата состојба со општината, односно градоначалникот таму хибернираше 4 години и потпишуваше одобрение за градба, па затоа ја плати и тој цената. Ако јас несовесно работам и работам во корис на поединци визави колективот, и јас ќе завршам така како што завршиле мои претходници. Се чини дека гасификацијата веќе не е или е всушност застарен модел. Што е алтернативата за да се спасиме од... Не би требало да биде застарен модел. Јас се уште верувам дека гасификација во Скопје може да се спроведе. Исто како што верувам дека може да се реши сообраќајниот хаос во Скопје со интензивна работа и неколку потези за временски период од 4 години до 6. Така што не треба да се откажуваме од гасификацијата. Тоа е вистински начин да со ефтин реагенс сите домаќинства се загреваат, без при тоа да биде животната средина во време на месеците кога се загреваат домовите изложена на она што е се соочуваме постојано секоја зима, тоа е енормно загадување во Скопје. Така што треба да се седне. Каде е изворот на загадување? Или кој е главниот загадувач според вас? Па, јас би го поделил на 3 дела. Вие имате бизнис сектор кој што загадува, односно фабрики, погони и останато, домаќинства загадуваат и неефикасното функционирање на градот. Депонии, диви и се останато. Имате 3 дела на кои што треба сериозен фокус да се стави. Верувам дека по промената на Арсовска ќе се значително ќе се подобри овој дел и дека со домаќинско работење, со постојан фокус на проблемите, не на приказни, ако се фокусираме, можеме да изнајдеме решение за секој проблем. Знаете, јас тоа ми од татко ми во животот максима кој што ја користам, единствен проблем кој што не е решлив е ако е од Бога. Се останато кој што потекнува од човек и на кој што човек може да влијае, се решава. Господин Георгиевски, на крајот, дали урбаната мафија ја диктира урбанизацијата на државата пред се на метрополата? Можеби во одредени делови, да, за конкретно во Кисела Вода јас можам одговорно да тврдам не. Во Кисела Вода се диктираат граѓаните. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам и вам. Орце Георгиевски, градоначалник на општина Кисела Вода и претседател на ЗЕЛС.